Се одложува доаѓањето на делегацијата на УНЕСКО во Македонија за да се дискутира за забелешките поврзани со инфраструктурните зафати на Коридорот 8 во заштитеното културно и природно подрачје. Иако првично беше најавено дека представниците на УНЕСКО ќе пристигнат во средината на мај, денес министерот за транспорт Александар Николовски изјави дека по нивно барање посетата може да се реализира во средината на јуни. И го знаете оној предизвик кој што го имаме со УНЕСКО, сакам да бидам јасен, не е воопшто доведено во прашање дали до Струга и до граничниот премин Ќафасан ќе имаме автопатско решение, прашање е само по која траса ќе се движиме и тоа е нешто што ќе го дискутираме и денеска со представниците на Европската унија, но и при посетата која што ќе имаме од УНЕСКО. Имаме два датуми кои што се понудени, крајот на мај, средина на јуни, така што заеднички ќе изнајдеме и тука решение. Од Канцеларијата на Европската унија во Скопје ја споменуваат Тиранската декларација подпишана на 18 февруари 2026 година, со која земјите вклучени во овој коридор ја покажаа подготвеноста за реализација на проектот. Заменик амбасадорот Бен Нупнау изјави дека покрај воениот аспект овој коридор се користи за олеснување на трговијата и движењето на граѓаните. It will bring closer together the two seas, and it will help military mobility along the corridor. Therefore, it is a NATO and European security corridor, and I have also to make reference to the Tirana Declaration between the riverine countries of the corridor, which was done on 18th of February this year, where the countries along the corridor met in Tirana and confirmed their political commitment to. Во моментов конзорциумот Бехтел Енка продолжува со работите на делниците Тетово Гостивар и Гостивар Букојчани. Се работи на автопатот Кичево Охрид, додека делницата Букојчани Кичево е во фаза на избор на изведувач. На крај останува да се дискутира и делницата Требениште Ќафасан. Од Министерството за транспорт вела дека другите делници напредуваат добро, споменувајќи реконструкцијата на граничниот премин Деве Бајер и пуштањето во употреба на обиколницата на Крива Паланка, откаде што работите се при крај на магистралниот пат кон Страцин, додека за следната година се очекува да започнат работите и на магистралниот пат Страцин-Куманово. Од границата со Бугарија до границата со Албанија, трасата на Коридор 8 ќе биде составена од автопат и магистрален пат, при што се реконструира и граничниот премин Ќафасан.